Почитувани, добар ден. Ова е неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него денеска гостин амбасадорот на Велика Британија во Република Македонија, господинот Ендрю Ки. Господине амбасадоре, што очекувате од предстојната рунда преговори во Њујорк која што ја закажа медијаторот за името Мејтју Нимиц? Лично верувам дека има можност сега за нова динамика околу прашањето на името. Со позитивен извештај од Европската комисија и препорака за започнување со преговори туку во Македонија, со нова влада во Грција, мислам дека има добра можност. Се надам дека таква една позитивна и нова динамика ќе се одрази во преговорите со Мејтју Нимиц и дека тоа ќе овозможи побрз напредок. Очекувате нови моменти од таа рунда преговори, да речеме да излезе со нови предлози медијаторот Нимиц или некоја од страните да излезе со нови предлози, со оглед на тоа што е многу важна оваа рунда преговори, особено за Македонија пред Советот на министрите во декември? Секоја рунда е важна рунда. Јас не сум вклучен во преговорите, јас немам друга информација за што ќе прави медијаторот или една од двете страни или трети страни. Само се надевам дека двете страни ќе присуствуваат со најголема конструктивност во оваа рунда и со цел да се најде решение. Иако од сите страни се очекува нешто да се случи, како да настапи известно затишје во поглед на решавањето на спорот за името. Дали сме поблиску или сме подалеку од такво решение во овој момент според вас? Јас ја толкувам атмосферата како позитивна атмосфера и со тоа можам да сметам дека двете страни се поблиску до решение. Веќе оваа година Мејтју Нимиц беше позитивен со оценката околу разговори. Неодамна слушавме и позитивни изјави од лидерите од двете страни. Јас лично го толкувам состанокот меѓу 20 премиери како позитивен чекор и сите тоа јас верувам придонесува кон составување на нова динамика, позитивна динамика и добра база за изнаоѓање на решение. Меѓутоа, овие денови министерот за надворешни работи Антонио Милошевски како да предупреди дека не треба да имаме големи очекувања во врска со решавањето на спорот за името до декември, бидејќи периодот е многу кус. Јас верувам дека двете страни може да бидат охрабрени од чекори кои се призвани до сега, од извештајот на Европската комисија за Македонија. Јас повеќе би фокусирам на суштината на преговори со Мејтју Нимиц околку изјави, освен дека ошта атмосфера, јас сметам дека е позитивна. Ви се чини ли применливо решението од хрватско-словеничкиот спор во македонскиот случај? Секој спор, секој прашање има своје специфики, своја природа. Јас сметам дека корисно е и вреди да има анализа од повеќе примери, да истражува какви аспекти, какви механизми, какви делови поврзани со повеќе спорови може да се примени и во овој случај во Македонија. Во исто време мораме да признаме дека решението лежи само на двете страни. Што очекувате дека ќе се случи сега на 7 декември на состанокот на Советот на министрите? Ви се чини ли известна варијантата добивање некаков условен датум за отпочнување преговори? Во овој момент земјите членки на Европската унија се во тек на анализирање на извештајот на Европската комисија и почнат дискусии меѓу земјите членки. Извештајот е многу позитивен извештај. Покажува дека има конкретен напредок оваа година во Македонија во реформскиот процес. Исто така идентификува области во кои треба да има побрз или повеќе напредок во еднината. Јас ќе кажам што е ставот на Велика Британија, бидејќи јас сум британски амбасадор. Нашата анализа покажува дека има добар напредок, конкретен напредок
И врз основа на тоа ја поддржуваме препораката на Европска комисија за започнување на преговори. И тоа ќе биде основа и на нашиот став во декември. Мора да признаеме во исто време дека одлука мора да ја донесена со консенсус. И затоа се надевам дека ќе има напредок во разговорите околу името и ќе има и после напредок во реформскиот процес. Се зборува и за директни преговори меѓу Скопје и Атина. Дали според вас тие се возможни во овој момент и што би придонела? Јас сметам дека рамката во Обединетите нации е сепак добра рамка и двете страни треба најконструктивно да ја искористат таа рамка и да извлече максимум од емисијата на Матију Немец. Тоа не значи дека мора само да има комуникација преку Матију Немец и преку Обединетите нации. Секоја конструктивна комуникација, директна комуникација меѓу двете страни има можност да помогне во изнаоѓање решение и особено ќе има можност да придонесува на изградење доверба и пошироко во изградење на добри односи меѓу двете страни. Гледате услови за такво нешто во овој момент, расположение кај двете страни? Имаше состанок меѓу 20 премиери, што беше и позитивен чекор. Се надевам дека тоа ќе продолжува. Двете страни, како што гледате, покажуваат слаба флексибилност во однос на своите утврдени позиции, црвени линии и така натаму. Очекувате ли прекин на преговорите? Какви би биле последиците од една таква варијанта? Не очекувам прекин. Обратно, очекувам преговорите да продолжат, да се интензивираат со една цел да се најде решение. Се надам дека тоа ќе биде тек од сега. Од Демократската унија за интеграција, која што е коалиционен партнер во владата, дојдоа некакви најави за можна радикализација доколку не го добиеме тој датум за преговори и не постигнеме компромис за името до декември. Па очекувате ли дека доколку не добиеме датум за преговори, тоа ќе се одрази негативно на меѓуетничките односи во земјава и на односите во коалицијата, се разбира? Јас сега фокусирам повеќе за можности да има позитивен резултат во декември, за можности да стигна до решение за името. Велика Британија ја поддржува интеграција на Македонија и Балканот општо во ЕУ и во НАТО. И тоа правиме бидејќи не веруваме дека тоа е в интерес на стабилност на регионот, стабилност на Македонија, просперитетот на Македонија на регионот. Се разбира доколку името стана пречка за таа интеграција, тоа нема да помогне во наманување на ризици во регионот. Какви ризици, како нешто ќе се случува, тоа е за анализа, за нешто по-академични. Сакам да истакнам само дека во овој момент има добри можности, се уште има време за напори да се најде решение и да продолжи со реформскиот процес. Се надам дека ќе има и позитивен заклучок во декември. Дали ја гледате како оправдана идејата за референдум? Тоа е внатрешна одлука. Ви благодарам за разговорот. Ова беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме за 7 дена. Пријатно.